Еки не сте за прв пат во нашето студио, всушност вие сте наши големи поддржувачи, но и ние сме ваши големи поддржувачи, така да таа една одлична соработка трае и верувам дека уште многу долго ќе трае. Честитки за третиот поред традиционален настан на кој што покажавте дека и од далечина може да се изменаџира и да се организира нешто толку успешно и да се соберат толку голем број на македонци кои си доаѓаат од земјите каде живеат во својата родна Мелница. Благодарам, Сузе, на поканата уште еднаш и навистина нашата соработка ќе продолжи и понатаму. Така, како поминавме трет пат, традиционално во Мелница се собра една голема бројка на убав македонски народ. Па да ви кажам право, навистина, значи оваа трета мелничка и селеничка средба беше најпосетена, за разлика од првата и од втората. Нели, ние веќе искуството го имаме, така да мислам дека и поголема реклама се правеше за да присуствуваат. Драго ми е, посебно од селото Мелница има многу дојдено, а имаат и од општината Чашка, па и поширок од градот Велес. Мислам дека имаше гости и да не речам и од цела Македонија. Так. Вие Мелница ја имате напуштено пред од прилика 34 години, 35 можеби, така? Така да, точно. И живеете во Швајцарија, во Бургдорф. Непосредно после вашето снаоѓање, да речем, во Бургдорф, кога се снајдовте во новата средина, го оформивте Сдруженијето граѓани Мак Мел Бургдорф, кое што екзистира 30 години и е најстарото здружение во Швајцарија, така? Па да, значи формирано е на 25 февруари 1996 година. Ајде да не речем дека најстаро, еве да речеме второ најстаро во Швајцарија. Да, точно наредната година, значи ќе славиме 30 години и затоа ова година нема да правиме некоја средба, некоја посебна дружба, затоа што за наредната година сакаме да направиме и тој 30 јубилерен роден ден, да го речеме, ќе направиме нешто така поголемо, ќе поканиме повеќе гости и верувам дека ќе бидеме успешни во таа организација. Да, беше ли Швајцарија и за вас како млад во тие години земјата од соништата, како што за многумина е се уште, посебно за оние кои никогаш не ја посетиле Швајцарија? Па Швајцарија е многу интересна земја, на пример, едно е нели кој ќе отидете вие да ја посетите, а друго е да живеете. Јас на пример лично сум навистина презадоволен, интегриран сум добро. Меѓутоа и сите таму кои што живеат и работат, знам, пошто имам контакти, нели со други друштва и индивидуално со граѓани од Македонија, навистина се добро интегрирани и Швајцарија нуди добри услови за да живеете вие таму. И она такви услови ти нуди за да што побрзо вие се интегрирате во незините институции. Но паралелно со животот во Швајцарија имам впечаток, бидејќи често пати ве гледам по социјалните мрежи, имам впечаток дека живеете на две места. И живеете и во Македонија, овде, и живеете и таму. Па, Сузе, јас често доаѓам во Македонија. Тоа е и нормално. Значи, вие кај што сте се родиле, кај што се пораснале, значи јас сум отиден некаде, еве сега имам на пример 63 години да кажам. Значи јас една или две години повеќе од животот веќе живеам во Швајцарија, меѓутоа никогаш родното место не се заборава, државата и секогаш нели вие сте заинтересирани да се вратите, да видите, па и да помогнете, нели, ако се може. Ако се може. На темава ќе се навратиме ние уште малку подоцна при крајот на разговорот. Ајде малку да го фокусираме вниманието на она што се случуваше изминатиот викенд во Мелница. Колку се друштва настапија, колку се изведувачи имаше вклучено? Па, на пример, имавме три културни уметнички друштва, значи беа девојчињата од Мелница, сигурно ги видовте со мелничка носија, да. Потоа беше културно-уметничкото друштво Тодор Јанев од населба Чашка и културно-уметничкото друштво Карпош од Крива Паланка. Дали тие друштва дошле во Бургдорф, дошле во Швајцарија, ве посетиле? Културно-уметничкото друштво Тодор Јанев, да, на два пати е дојдено. Благодарност на, морам да спомнам, значи на општина Чашка, на градоначалникот на општина Чашка Горан Стојановски и советот на општина, каде што на два пати не посетија и навистина убаво си поминавме. Одлично, да. Се надевам дека и оние кои не биле ќе дојдат еден ден и ќе ве посетат и ќе видат како живеете таму. Што е она друго што, да речеме, Мелница ја прави место или општина Чашка место кое треба да го посетиме и да го ставиме на листата на места кои треба да ги запознаеме во нашава земја, бидејќи ние сите копнееме и фантазираме за да заминеме некаде низ светот, а не си ги знаеме собствените убавини тука во нашата земја. Еве во инсертите и веќе ги видовме девојчињата кои што игра, а гледаме и инсерти од Мелница. Ова е Мелница, така, нели? Да. Да.
Колку луѓе живеат во Мелница, колку иселеници има? Дали е оваа таа типична мелничка носија? Да, точно така. Значи ова е типично моминска мелничка носија. Значи иначе невестите имаат друга носија, многу специфична носија каде што не се пере. Значи е навистина и доста скапа. И за одржување, да. Јас можам да кажам дека има околу 223-4 куќи. Домаќинства. Да, домаќинства, има некаде околу 1200 жители, а можам да кажам дека во Швајцарија само од Мелница, нели, водиме статистика и самата држава е таква Швајцарија каде што води статистика за се буквално. А и да не сакаш едноставно системот така те Така, учи. да, системот не учи, да. например, да имаме да ја знаеме и таа статистика. Значи во моментов од Мелница има 102 семејства кои што живеат во Швајцарија. И интересно е, ние немаме во италијанскиот дел, значи ни едно семејство во говорното подрачје во италијанскиот дел, а едно семејство имаме во француското говорно подрачје, другите 101 семејство, да речам, се во германското говорно подрачје. Да. Иначе поголемиот дел од Мелница живеат во кантонот Берн, каде што и таму е формирано друштвото. Така, вие живеете во германското говорно подрачје. Која е разликата клучна помеѓу германското и француското, каде што најмногу ми се чини гравитираат македонците од нашите простори? Германците се малце како да речем, како луѓе, како нација, се малце поладни, меѓутоа францускиот говорно подрачје или италијанското се некако послични на нашиот менталитет, меѓутоа сепак ако зависи тоа од нас индивидуално, ако и ние сме добри, они се уште подобри. Да, ако добро ве разбрав помеѓу редови, во францускиот дел помалку се почитуваат или повеќе се заобиколуваат законите? А не, таму закони не се заобиколуваат. Значи не. Него едноставно самото, ајде да речеме, население или тоа говорно подрачје француски, некако по менталитет се малце по други од германскиот дел. Функционира ли принципот само да прашам во Швајцарија и дали таму поминуваат врски, пријателства, овој го познавам, оној го познавам, ќе ми заврши работа? Не. Видите, и таму има, значи не може да нема во некоја држава дали било врски, криминал. Меѓутоа тоа на друг начин се прави, значи транспарентно, коректно, а некако кај нас тука, ако не познавате некого, бога ми, тешко ви сте се нашли. Така. Ајде се навратиме сега на општина Чашка. Од што живеат претежно луѓето во општина Чашка? Па најверојатно они живеат повеќе од земјоделие и поголемиот дел се вработени во градот Велес. Во општината нема нешто така поголемо што би. Има аранжери и друго, не знам што би имало нешто. Навистина е по географска положба е, мислам дека трета општина по големина во Македонија, меѓутоа треба инвестиции, тоа треба малку да се размислува на друг начин. Не е лесно да привлечете вие некој од странство да дојде да инвестира, сепак треба. Но гледам дека има доста млад свет. Има доста млад свет или ова се можеби гостите кои што дошле од некаде од надвор. Да. Сузе, да, има и од што се дојдени од надвор што живеат, меѓутоа и мене лично ме изненади, нели, јас не ги познавам многуте, меѓутоа и мене лично ме изненади што многу млади дојдоа, многу млади. Бра, секоја чест, секоја чест. Па видите, веќе е трета година, така да, значи, луѓето го сватија мотото што е на оваа средба, на оваа манифестација и затоа и благодарност до местната заедница и до сите граѓани на Мелница што ни го дозволуваат тој ден да не се случуваат било веридби, било свадби или некои други фамилијарни. За да можат помасовно да дојдат и да присуствуваат на оваа мелничка средба. Точно така. Еќе вие сте и член на Македонскиот национален совет. Да. Кој што посветено и вредно работи. Вие сте дури од основањето таму. Точно така. Значи, тој проект е многу од порано започнат. Значи, некаде од 2017 година. Значи, јас бев уште од стартот во тоа координативно тело, под услов со текот на времето да премине во Македонски национален совет, каде што сега функционира перфектно. Во мај месец ималме средба, тоест со сите македонски друштва, значи 51 друштво беа присутни. Буквално сите друштва или спортски клубови во Швајцарија. Да, во Швајцарија. 51 друштво во Швајцарија. Секоја чест. Беа присутни и супер си поминавме и мислам дека ќе продолжи понатаму. Целта е на тој Македонски национален совет да ги собере сите друштва, да координира без мешање во нивните
замисли, идеи што се ги имаат или според статутот они сами си одлучуваат. Едноставно да не се случува, например, во исти еден викенд да се прави две средби во близина. Ако се, например, од француското и италијанското говорно подрачје, можно е тоа. Меѓутоа, ако се во близина на 20-30 км на вистина, тоа е и целта. И да ги издружиме, да можат граѓаните од Македонија да добиваат информации да им се соопштува, да може што побрзо да се интегрираат во државата, и тоа е и целта на МАНАС. А претпоставувам и дека новите семејства, младите семејства кои што доаѓаат со мали деца имаат можност и нивните деца да го изучуваат македонскиот јазик. Точно така. Факултативна настава, значи се одржува, има во сите говорни подрачја има наставници каде што децата ја посетуваат наставата по македонски јазик. Така. Кои се следните активности, кои следните настани кои што ги организирате? Знам, импресивни се сликите кои што сега ми се враќаат во мојата меморија при посетата кога ние со нашата екипа бевме таму. Јас искрена да бидам на нашиве простори тука во Македонија не сум сретнала на некој настан 3000-4000 македонци на едно место. Претпоставувам дека воопшто не е ни тешко да се соберат тие луѓе. Па видите, тоа го прави, значи има едно македонско друштво Пирок, каде што ги организира тие големи средби, каде што вие тога бевте и присутни. Исто има и македонско друштво Македонија Ешалон, каде што прави македонска свадба. Значи таму на вистина дури и целата општина или целото место Ешалон денот е прослава каде што доаѓаат и самите швајцарци и од многу други држави каде што има од странство што доаѓаат. И на вистина има и други друштва каде што организираат големи средби, има фудбалски клубови. Меѓутоа сепак швајцарците го дозволуваат тоа. И они викаат ти даваат услови да што подобро се интегрираш, за да можеш утре да им возвратиш на работните места или зависи каде што работите во нивните институции. Одлично. Еки, многу ви благодарам што ова утро дојдовте да споделиме вака и дополнителни импресии покрај прилогот кој што го правеше колешката Билјана Божиновска и беше присутна на мелничката средба трета по ред. Се надевам дека уште многу пати ќе споделуваме за убави настани, за големи нешта кои што вие македонците далеку од дома го правите, тоа со многу љубов, со многу патриотизам и со многу посветеност. Поздрав и до сите истомисленици, до сите членови на Македонскиот национален совет, до сите големи македонци кои што живеат далеку од Македонија, низ Швајцарија, Германија и останатите земји кои што сум сигурна дека редовно не следат, и до следниот настан останете ни во добро здравје. Ви благодарам уште еднаш на поканата, нели секогаш Алфа е со нас години наназад и верувам дека ќе продолжиме, и ако ми дозволите, еве веќе може да ја најавам четвртата мелничка средба, значи и датумот веќе е ставен, значи е 24 јули, денот е петок. Одлично. Ви благодарам уште еднаш. Вие швајцарците морате да бидете прецизни и не подсетувате дека на вистина е полесен животот кога се ќе си организираме и си го знаеме датумот, си ги знаеме целите и предизвиците. Ви благодарам многу и вам.